Почитувани, криминалниот картел предводен од Зоран Заев начело на власта ги задолжи граѓаните со нови 16 милиони евра, вклучително со 9 милиони евра долг од минатата недела. Само во месец мај криминалниот картел на Зоран Заев ги задолжи граѓаните со нови 25 милиони евра долг. Почитувани, Зоран Заев и криминалниот картел на власт ја туркаат државата во банкрот. За прв пат во независна Република Македонија јавниот долг надмина 5 милиарди евра, а државниот долг е над 4 милиарди евра. Граѓаните прашуваат каде завршуваат нивните пари, знаејќи дека спиралата на покачување на цените расте, а има стагнација и намалување на платите, на пензиите, на социјалната помош. Нема капитални инвестиции. Почитувани, државата неосновано се задолжува, а економијата тоне. Градежништвото бележи огромен пат. Само во месец март оваа година бројот на издадени дозволи за градба е за 45% помал од истиот месец минатата година. Тоа е шок за целата економија, знаејќи дека градежништвото со себе повлекува десетици други стопански гранки. Сите инфраструктурни проекти се неоправдано закочени. Тоа е одраз на неспособноста и безидејноста на овој криминален картел на власт. Немањето на капацитет да се води држава придонесе нивото на реализирани капитални инвестиции во првиот квартал од оваа година да изнесува само 7,4 проекти. Колку може да се очекува да изнесуваат капиталните инвестиции и нивната реализација до крајот на годината? 30, 40, 50%. Но ни толку. Но никако не може да се очекува 100% на реализација на капиталните инвестиции до крајот на годината. Почитувани, оваа власт покажа дека не знае да ја води државата. Државата под раководство на СДСМ стагнира, а граѓаните се посиромашни. Ова расипничко однесување мора да запре. Оваа власт не знае и не може да управува со државата. Државата и граѓаните заслужуваат подобро.